Шкендија Брегалница и Работнички металург се најатрактивните парови во рамките на 8 на финалните куп надпревари на Македонија. Не така одамна, Брегалница и Шкендија се сретнаа во полуфиналето и тогаш ждрепката сакаше првиот надпрва да се игра во Тетово. Заврши мирољубиво 1:1 и кога сите мислеа дека Брегалница е во финалето на купот, се случи штрајк од поедини штипски фудбалери кои по пат на уцена, барајќи преку леп погача, сакаа финансиски да укерат и на тој начин да се пресметат со тогашниот спонзор со брендот Краун, со бугаринот Јордан Данчо Андреев на чело. Брегалница, благодарејќи на тој кукавичук од страна на некои поединци во реваншот во Штип пред своите симпатизери, загуби со резултат 1:0 и тука беше крајот на надежите на Брегалница за постигнување на најголемиот успех во историјата на клубот, но тоа беше знак и за повлекување на спонзорот Јордан Андреев. Од денешен аспект, Брегалница, благодарејќи на локалната самоуправа, цврсто ги држи конците околу состојбата во клубот и околу кадодневните случувања. Директорот на фудбалскиот клуб Брегалница Илија Митров во телефонскиот разговор ја нагласи важноста на овој куп надпревар, кој за волја на вистината е во раната фаза и пожелно би било да се случише во понатамошниот тек од надпреварувањето. Но, кога жрепката е веќе тука, Брегалница со петни сили ќе се труди да го симне скалпот на актуелниот шампион и да го елиминира од понатамошниот тек на куп надпреварите, вели директорот Илија Митров. Со евентуалниот триумф во дуелите со Шкендија, Брегалница автоматски ќе ги исвали во преден план своите амбиции за освојување на Купот на Македонија. Еве ги комплетните парови за 8 на финалните куп надпревари. Силекс Тетекс, 11 октомври Скопје, Шкендија Брегалница, Хоризонт Турново Пелистер, Напредок Миравци, Работнички металург, Ренова Гостивар и Вардар Тиквеш. Првите надпревари ќе се одиграат во среда 14 септември со почеток во 15 часот и 30 минути, а реванш надпреварите ќе се одржат на 28 септември.